Факт е дека тешки и деликатни прашања меѓу две соседни држави многу тешко се договараат со идеален текст. Нити ние, нити во Бугарија се целосно среќни со овој текст, бидејќи не се првичните позиции содржани во текстот на договорот. Меѓутоа, исто така е факт дека со договорот и двете држави растеме, даваме сигнал дека и во нашиот регион можеме да се однесуваме европски. Договорот ги покрива најбитните национални интереси на наша страна, ги покрива интересите и на бугарска страна. Убава символика има што денес е овој текст пред вас, бидејќи само што заврши Комисијата за европски прашања, каде што беа представени целите на бугарското претседателство со Советот на Европската Унија. Исто така има убава символика, бидејќи на денешен ден Бугарија ја призна независноста на Република Македонија како прва држава, многу важен момент во градењето на независноста на Република Македонија. И исто така многу е важно што уште пред да се ратификува договорот, ние имаме во реалноста суштински сменети односи. Тоа се виде како од сите точки, атмосферата, документите што се подпишаа за време на заедничката седница на двете влади, што се одржа во Република Македонија во Струмица, така и од работниот доручек и состанок во формат пријатели на Македонија, што мојата колешка Екатерина Захариева, министерката, заедно со шведската министерка Маргот Волстром, ја организираше во Брисел на маргините, односно пред почетокот на Советот на земјите членки за надворешни работи. Договорот предвидува државите да развиваат сестрани односи меѓу себе во согласност со основните принципи на меѓународното право и добрососедството, да ја развиваат соработката во областа на европската и евроатлантската интеграција, насочена кон успешна подготовка на Република Македонија за нејзино пристапување кон Европската Унија и НАТО, да се стремат да создаваат неопходни правни, економски, финансиски и трговски услови за обезбедување на најшироко можно движење на стоки, услуги и капитал, да го поддржуваат зголемувањето на туристичката размена, да ги прошируваат и усовршуваат транспортните врски и другите комуникации меѓу нив, да ја поттикнуваат активната и непречена соработка во областа на културата, образованието, здравството, социјалната политика и спортот, да организираат со заемна согласност заеднички исчествувања на заеднички историски настани и личности насочени кон зајакнување на добрососедските односи во духот на европските вредности, да ја напредуваат соработката во правната и конзуларната област, да не поттикнуваат и поддржуваат действија насочени против другата држава кои имаат непријателски карактер, да ги заштитуваат правата и интересите на своите држави на територијата на другата договорна страна во согласност со меѓународното право. Во рок од 3 месеци од влегувањето во сила на овој договор, двете договорни страни ќе основаат заедничка меѓувладина комисија за ефективната примена на овој договор. Мислам дека денес ќе направиме една многу важна работа, доколку ја поддржите ратификацијата на предлог законот за ратификација на договорот. Мислам дека секогаш кога државите, особено во нашиот регион, кој што е многу оптоварен со историја, историјата е многу важна, меѓутоа на неа не можеме да делуваме, можеме да делуваме само на еднината. Важно е што двете страни се осмеливме да излеземе од безбедноста привидна што ја даваат рововите на историјата. Исто така укажува известна зголемена самодоверба во нашето општество, кое што мислам дека успеа да созрее во услови на големата криза на неказнивост, низ која што поминавме и која што ја преживеавме не без лузни и вистински и во преносна смисла.
И затоа убаво е кон соседите да можеме да се однесуваме како соеднакви, да не се плашиме и да создаваме пријатели, бидејќи и нас не требаат пријатели и нив им требаме ние како пријател. Во таа смисла мислам дека веројатно е овде добро да завршам. За жал немавме сили вкупно како политичката формата на политичка организација на општеството, мислам тука на опозицијата, ќе беше убаво денеска да беа тука и ќе беше убаво да го поддржеа овој договор. Се надевам дека ќе најдат сили во иднина за следни вакви значајни и важни чекори за иднината на Република Македонија, за европските перспективи, за евроатлантските перспективи, да бидат кооперативни и да бидат тука. Особено што потребата од ваков договор произлезе од политика што ги влоши односите до дередже, што другата страна да инсистира да се потпише договор.